Иако календарот вели дека е време за летни одмори, реалноста за многу граѓани е сосема поинаква. Наместо да планираат патување и одмор, велат дека со месечните примања едва и врзуваат крај со крај. Дел велат за одмор нема ниту пари, ниту можност, додека дел можат да си дозволат краток одмор во Дојран. Испод 60.000 дена нема шанса да преживееш. Нема шанса. А на одмор да заминеш? Нема од куќа, не можеш да искочиш како одмор. Може, ви кажав, и помалку и повеќе може. Малку ќе се приспособиме или на подобро, не може да одиме на Малта, ќе одиме во Дојран, пример. Значи, сето е до нашето размислување. Но не може да се прехрани за прошечен одмор. Според пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија, за едно 4-члено семејство да замине на одмор, и тоа само за сместување во бунгалови во Дојран, ќе му бидат потребни на 25.000 денари. Љупчо Радовски од Сојузот на синдикатите на Македонија вели дека во Македонија е многу мал бројот на граѓани кои одат на одмор. Вели, дури тие граѓани кои се трудат да заминат, земаат кредити, бидејќи платите во државава се многу ниски. Ако се заложат со кредити, за сепак да заминат негде, да се одморат, да се опуштат, и тоа секогаш одат на одмор од 5 до 7 дена преку сила. Она веќе го заборавивме 15 дена одење на одмор, бидејќи и ова не може некој да го приуштат. Така да мислам дека се повеќе стандардот на граѓаните опаѓа. Она што оди на одмор оди, али грото не може да оди, бидејќи не може ни месецот да го истера со овие плати кои што сега моментално ги земаат. Од синдикатот велат дека стандардот на граѓаните секојдневно опаѓа. За овие 2 месеци минималната кошничка на Сојузот на синдикатите на Македонија пораснала за над 2000 денари, а само за храна 1670 денари, додека минималната плата со законското покачување е некад околу 1800 денари, што значи инфлацијата го изела покачувањето.